Агенцијата за млади и спорт ги објави износите кои ќе им бидат на располагање на спортските федерации, клубовите и индивидуалните спортисти преку ваучер системот. По овој основ во спортот ќе влезат 10 милиони евра од даночното ослободување за фирмите. Спортските клубови од полок по овој основ ќе можат да реализираат околу 750.000 евра, од кои околу 2/3 се за клубовите од Тетовскиот регион, додека остатокот за клубовите од Гостивар. Најголем ваучер од клубовите од нашиот регион има фудбалскиот клуб Шкендија, 11 милиони и 500.000 денари. Следува кошаркарскиот клуб Гостивар со 9 милиони и 900.000 денари, додека фудбалскиот клуб Ренова на располагање ќе има 6 милиони денари. Од одбојкарските екипи најголем ваучер доби Лирија од Жеровјане, 3 милиони денари, додека Универзитет Тетово има половина милион помалку. Останатите 20 спортски клубови од полок имаат ваучери помали од 2 милиони денари. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски смета дека ваучер системот го подигнал нивото на спортот во Македонија. Очекуваната реализација за овие ваучери е 90%. Разговарајќи со многу спортски работници, со многу индивидуи од спортските клубови, велат дека буквално ова е една од мерките која што е за спас на спортот. Голем дел од спортските клубови кои го искористија ваучерот се развиваат, купуваат дополнителни играчи, дополнително ги развиваат своите капацитети, дополнително партиципираат на големи активности, пред се во индивидуалните спортови кои што се од особена важност за спортот во нашата држава. Еден од главните фокуси на владата е развивање на пред се индивидуалните олимписки спортови и токму оваа мерка ваучер придонесува кон развој на истите. Сметам дека во оваа 2020 година дека ќе има зголемена искористеност на ваучерите. Нашите проекции се некаде околу 90% на искористеност, што значи се што е над 90% ќе биде огромна полза за спортот. Тоа се нови средства кои што покрај оние кои што ги даваме како Агенција за млади и спорт, дополнително и владата, дополнително и локалната самоуправа, општините, се средства кои што директно влегуваат во спортот. Ваучерите кои ги додели Агенцијата за млади и спорт вчера, од денеска ќе започнат да се дистрибуираат до националните спортски федерации, а потоа и до клубовите и спортистите, пошто веднаш ќе можат да бидат реализирани. Рокот за реализација е 31 декември, односно до крајот на годината.